Македонија е силно посветена на европските интеграции и реформите. Ја продлабочува соработката во областа на безбедноста и одбраната. Усогласена е со европското законодавство, што е составен дел од пристапниот процес. Еврокомесарката за проширување Марта Кос изразила поддршка за патот на Македонија кон Европската унија и ја поздравила посветеноста на реформите и динамиката со која се спроведуваат. Овие пораки стигнале на средбата помеѓу Кос и шефот на македонската дипломатија Муцунски, кој во Брисел присуствуваше на неформалниот состанок со неговите колеги од Западен Балкан и од земите членки на ЕУ, што го организираше високата представничка за надворешни работи Каја Калас. Дипломатите разговарале за унапредување на соработката меѓу Европската унија и регионот, со акцент на безбедноста, одбраната, справувањето со хибридните закани и зајакнувањето на демократската отпорност. Муцунски порача, членството во ЕУ останува национален приоритет во надворешната политика и заедничка цел на Западен Балкан. На средбата беше потврдена силната посветеност на државата на евроинтегративниот пат, континуитетот во реформските процеси, како и носењето на законите кои што се составен дел од овој процес. Разговорот беше насочен и кон заедничките безбедносни предизвици и продлабочувањето на соработката во областа на безбедноста и одбраната. Еврокомесарката Кос ја изрази поддршката за европскиот пат на Македонија и го поздрави континуитетот во реформите и фокусот на владата по локалните избори. Владината делегација, предводена од Муцунски, заедно со скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски, во рамки на посетата ќе остварат и средба со еврокомесарот за култура. Со ова Европската унија ја потврдува поддршката на реализација на проектот Скопје Европски град на културата. Посетата следи по координативната средба помеѓу представници на централната и локалната власт во Скопје, на која беше потврдена заедничката стратегија за силно и современо представување на главниот град на Македонија пред европските партнери.